председателе. Почитувани, како што веќе спомнав, со овој амандман бараме да се обезбедат средства за отпочнување на прва фаза на изградба на булевар на влезот од градот Виница. На почетокот сакам да напоменам дека за оваа инвестиција веќе има проект, има комплетна техничка документација со одобрение за градба и затоа сметам дека треба да се излезе во пресред на општина Виница, затоа што самата инвестиција е од капитално значење, не само за општината, туку и за целиот источен регион воопшто. Токму преку градот Виница води регионалниот пат до Пехчево и Берово, а преку село Бигла се оди до Делчево и до самата граница на Бугарија. За еден модерен и современ град е од голема важност да има добра инфраструктура и добра инфраструктурна поврзаност, пред се поради олеснето и безбедно одвивање на сообраќајот. На Виница е потребен ваков булевар заради безбедноста во сообраќајот, затоа што во овој дел од градот има индустријска зона и фреквенцијата на превозни средства е голема, но има и голем дел на граѓани кои до своите работни места одат пеш и се движат по самиот коловоз. Со изградбата на ваков еден булевар ќе бидат изградени нормални тротоари, каде пешаците и велосипедистите ќе можат безбедно да се движат и да одат на своите работни места. Во планот е предвидено булеварот да биде во должина од 800 метри, а растојанието е од самиот влез на градот до бензинската станица на Макпетро. Нормално, булеварот ќе биде во два правци, со по две ленти, а на средината секако е предвиден зелен појас. Инаку во овој дел на влезот од градот се појавува и еден друг проблем, кој што токму денеска поради обилните врнежи од дожд се појави. Значи се насобира големо количество на вода и тоа не само што го отежнува сообраќајот, туку доаѓа и на моменти до прекин на сообраќајот, а и до поплави на околните објекти и ниви. Така што со инвестиција во овој проект, овој проблем би бил решен и од таа гледна точка. Придобивките од еден ваков булевар се од огромно значење за граѓаните на општина Виница, пред се затоа што ќе се реши проблемот со возилата, со пешаците, но и како што кажав и со атмосферската канализација. А со изградба на булеварот, градот Виница ќе заличи на еден убав современ град со современи сообраќајници, како што и му доликува. Ќе имаме побрз, посигурен, побезбеден транспорт, но и посигурно место за движење на пешаците и велосипедистите. Овде морам да напоменам дека овој проект, како и многу други, беше ветен од претходната локална власт уште во 2017 година, но остана нереализиран, иако се тврдеше дека рокот на реализација ќе биде запазен. Ниту се отпочна со проектот, ниту рокот се запази. Проектот е веќе подолго време на листата за реализација, така што претходната власт, како што кажав, не го реализира, тоа очигледно, иако имаше одврзани раце од страна на државната власт, а сега, кога локалната власт е од редовите на ВМРО ДПМН, таа е целосно блокирана и во едно вакво време на економска, енергетска и сите други кризи кои што ги имаме во државата, власта не само што не помага, туку дополнително им ги отежнува работите, така што им се кратат средства, се туркаат во долгови и се предизвикуваат уште поголеми финансиски тешкоти. Со несоработката и одбивањето на повеќето амандмани понудени од нас како опозиција, испаѓа дека не само што не се предвидуваат средства за нови проекти во општините, каде што градоначалниците се од редовите на ВМРО ДПМН, туку се и блокираат и оние проекти кои што веќе се започнати и не се остава простор тие да бидат завршени. Сакам овде да истакнам и да всушност да апелирам, да повикам колегите од владеачкото мнозинство, власта, дека треба да разберете дека овие проекти
се од капитално значење, дека тие се за сите, за доброто на сите граѓани и дека треба да се има во предвид дека нивната реализација ќе има големо значење за сите жители, не само на општините, туку и воопшто, не само во мојата општина, туку воопшто, значи и за регионот од кој што доаѓам, тоа е источниот регион. Се надевам дека колегите ќе се предомислат, иако за министерот го одби амандманот, овој 51-ви амандман конечно биде прифатен, со оглед на тоа што дека досега 50 веќе се одбиени. Благодарам.